Председателот Иванов повторно повлече контроверзен потек. Одбегна да се сретне со еврокомесарот Хан, кој вчера допатува во Македонија да го средува хаосот кој го предизвика токму Иванов со својата претходна одлука да не го даде мандатот на СДСМ за формирање на влада. Топ тема на ваша страна на социјалните мрежи денеска ја отвори темата за одговорноста на Иванов за неговите потези и побара ваш став дали на председателот Иванов треба да му се покрене импичмент поради последните потези со недоделувањето на мандатот. Најголем дел од одговорите беа кратки, недвосмислени, кои упатуваа дека на Иванов веднаш треба да му се покрене импичмент. Ви пренесуваме дел од нив. Тони Додов напиша: апсолутно да, ја засрами целата нација. Снеж Димитровска слично на него напиша: секако мора потитно, голем срам за институцијата председател. Адем Бекирија со став дека одговорот лежи во тоа што Иванов не е председател, додека Мирјана Најчевска, освен што кратко напиша да за импичмент, додава дека тоа требаше одамна да се направи. Имаше и различни ставови од овие. Снежа Димовска кратко напиша категорично не за импичмент, додека Александар Ристевски е апсолутно против тоа и додава: алалда му е секоја чест за Иванов. Твитерџејата Вангок исто така е против, со прашање кој во државата е толку исправен и чист па да бара импичмент, додека никнеймот Бојан објави: треба импичмент што воопшто дозволува да му солат памет такви како Кокорајковци и Селја од Струга и останати тумори на Македонија. На социјалните мрежи се анализираше вчерашната одлука на Иванов да го игнорира Хан и да им го отстапи својот термин за средба со него на иницијативата за заедничка Македонија, што многумина ја протолкуваа како невиден дипломатски гаф. Во тој контекст Лукреција Мајковиќ Атанасовска коментираше дека се надминати сите граници. Вакви политички дипломатски преседани се само одслик на незрелост, немоки и детско инејтење. Билјана Казанџиска напиша: дипломатски скандал, да го нудиш својот термин за средба со Хан на Бетмен, да игнорираш меѓународната заедница, да дозволиш искомплексирани и фрустрирани типови да се закануваат на медиуми не е за импичмент, туку за хак. Сашо Мержановски смета дека со сегашната поставеност во парламентот и во Уставниот суд особено, импичментот би служел само за презентирање на ставовите про и контра на партиите во собранието. Без двотретинско мнозинство импичментот сега нема комплетен ефект, констатира Мержановски. И твитерџиите не го поштедија Иванов од коментари. Емти персона вели: прво импичмент, затвор второ, и тоа да биде крај со неговата кариера. Никнеймот персона нон грата напиша: доколку не одговара секој нареден ќе си игра мајтап со уставот, не само импичмент, туку и затвор. Тракинарди пак смета дека не треба сега импичментот и би било тоа циркус за народот. Иванов треба кривично да одговара првиот ден кога нема да биде председател, смета тој, за да нема имунитет. Никнеймот Гус Фринке со сличен став вели да за импичмент, но не сме таква личност да се остави безкривично да одговара за сите своји постапки и последици од тоа. Твитерџиите Господин човек и Тинк Танктер сметаа дека треба импичмент меднаш по составувањето на собранието и обезбедување двотретинско мнозинство за тоа. Нинџа Скал пак праша кој фактор е председателот Иванов да го крши уставот донесен од страна на паметни луѓе во 91-та година, а Брейвхарт пак констатира дека треба да му се одземе и деловна способност, професор на правен факултет кој го прекрши уставот и законите како председател. Иванов уште еднаш успеа да донесе одлука која наместо да најде излез уште повеќе ја продлабочи кризата. Потезите на Иванов отидоа дотаму што успеа дури да ја фрли во сенка и последната спасувачка мисија на Хан на земјава.